Мразот во април повторно пред време ги обра сливите во Пијанец и Малеш. Овоштарите ги бројат штетите. Имаме голема штета, речи кажи 100% ни е уништено севиот род. Исто ланската година беа исто така уништени. Минаа некои комисии исто, никој не обештети, ништо само не лажаа и на крајот ништо не добиеме. Што значи банкрот едноставно? Јас не мога да преживеа. Не само јас, сите тие стрикно што се бавиме со овоштарство не можеме едноставно да преживееме. Овоштарите ке бараат обештетување од владата. Ќе се организираме да тражиме обештетување од владата. Ќе тражиме да ни ги штетата да ни обештетат и што плаќаме закупнината за 2016 и 2017 да бидеме ослободени. Ова година кројење, заштита, орање и прехрана ѓубрење, околу 7.000 и 8.000 евра има до сега уложено, плюс натаму што треба на празна нива што се вика нема род, таа мора да ги работиме. Но мразот во април повторно го отвори прашањето за политиката на осигурување на осигурителните компании. Пробаваме неколку пати, тука беше запознаен и началникот на земјоделието. Многу пати му се обраќаваме, вика нема формирано влада, а не може компаниите, вика, не сакаат да осигуруваат мраз. Сето ова во комбинација со неисплатените субвенции ги фрли на колена овоштарите од регионот, но и го зобрива незадоволството. Готово заминување од државата и толку, ништо друго. Тоа е единствена цел, затоа што државата моментално не ја интересира земјоделецот. Значи, сега средства пари за пратениците има, за владата има, за државните службеници има, а за земјоделците нема. Каде го има тоа? Вчера представници на Министерството за земјоделство беа по теренот со цел да ги согледаат штетите од мразевите. Според нив најголеми штети и тоа до 100% има кај сливите, оревите и кај сиите. Деновиве комисии за проценка на штетите треба да ги посетат овоштарите.